Кога ќе се отвори интернет страницата на Собранието, се гледа дека зутре е закажана една седница за конституирање на новиот парламентарен состав со 4 точки, меѓу кои верификација на мандатите на пратениците, но и избор на новиот претседател на парламентот. Оваа седница на законодавниот дом може да трае најмногу 3 дена и мора да заврши со избор на спикер. Тоа значи дека оваа недела земјата ќе го добие новиот собраниски претседател. Функцијата е една од трите клучни во државата, оди кај коалицијата Вреди, составена од опозицијските партии на албанците. Составот на новата влада, како што брифираат партиски извори, е пред финален договор. Покрај спикерската позиција, Вреди во распределбата на функции добива и 5 ресори. За здравство, за животна средина и просторно планирање, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Министерството за економија и труд, како и ресорот евроинтеграции. Кај Вреди оди и Министерството без ресор задолжено за добро владење и транспарентност. ВМРО-ДПМН како партија со најмногу мандати очекувано добива и најмногу министерства. Тоа според нашите информации се министерствата за внатрешни работи, за финансии, за одбрана, за надворешни работи, транспорт и врски, образование, култура и туризам, земјоделство, локална самоуправа, новото министерство за енергетика, ресорот политички систем. Во идната влада, со која како премиер ќе раководи Христијан Мицкоски, најверојатно влегува и знам на Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски. Партиските брифинзи се дека за знам се оставени Министерството за правда и Министерството за администрација. Се очекува во наредните денови да финишираат разговорите и во позитивен дух да биде потврдена новата реформска влада, велат од партиите кои преговараат. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, Вреди и Знам, заедно имаат 78 пратенички мандати. Откако собранието ќе се конституира, тече уставниот рок од 10 дена во кој претседателката Силјановска Давкова треба да го довери мандатот за состав на новата влада на партијата, односно партиите кои имаат мнозинство во парламентот. Мандатарот потоа има 20 дена да ја поднесе програмата и составот на владата, која ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.